Од незиниот дом во Каиро, Етемат Абу Тахун со ужас гледа како телевизиите го пренесуваат уништувањето на Газа. Незиниот единствен син, 23-годишниот Момен, е заробен на палестинска територија. Краткиот видеоповик потврдува дека тој се уште е жив пред да прекине сигналот. Етемат, која има здравствени проблеми, се обидува да собере доволно пари за да плати незиниот син да избега. Ке му помогнам да избега од убивањата. Неговото присуство ќе ми биде поддршка додека се справувам со предизвиците што ме очекуваат. Бегството од Газа не е лесно. Египет го затвори преминот Рафа за повеќето палестинци, стравувајќи од екзодус на бегалци. Но парите влијаат врз постапките на луѓето. Откако почна војната меѓу Израел и Хамас во октомври, Египет дозволи само една туристичка агенција, наречена Хала, да врши прекугранични патувања од Газа во Египет, како вид координација. Фирмата е со седиште во канцеларијата на незината матична компанија во Каиро. Незините цени наводно биле зголемени 40 пати во споредба со предвоената цена, 5000 американски долари за возрасно лице и половина од таа цена за деца. Тоа е многу повеќе од можностите на повеќето палестинци, особено оние кои ги загубија во војната своите домови и средства за живот. Многумина побараа финансиска помош од пријатели и семејства или почнаа интернет кампањи за групно финансирање со очајни молби за помош. Мохамед Раед, палестински студент по медицина, со седиште во Каиро, собира пари за да плати 6 раселени членови од семејството да избегаат од бегалскиот камп во Газа. Ако сакам да продолжам со студиите овде и да успеам во мојот живот, сакам да го видам тоа задоволство на лицата и во очите на моето семејство. Ако тие не се тука со мене, сите мои напори, сите работи што ги правам, сето ќе биде залудно. Хала не одговори на барањето на Гласот на Америка за коментар. Агенцијата сега покрива 40% од сите премини од Газа во Египет, според Арапската организација за човекови права со седиште во Каиро. Вели дека обвинувањата за профитерство се обид да се одвлече вниманието од акциите на Израел и ги пофали напорите на Египет да испрати помош во Газа. Ги поздравуваме одличните напори на оваа заедница и држава кои се борат со сопствените економски тешкоти и да обезбедат значителна поддршка. И покрај протестите во Каиро кои бараат промена на политиката, египетската влада вели дека не планира да го отвори преминот Рафа со Газа. Со малку храна или за солниште, а камоли пари, повеќето палестинци се заробени, без средства за бегство од оваа брутална војна.